Долго време гледав фотографии и видеа од кривошиските водопади. Шансата да ги видам во живо ми се пружи кога ја видов објавата на групата I Love Hiking Group Macedоnia за еднодневна тура до Лешница. Тоа беше совршена можност да си ја остварам желбата. Патеката беше категоризирана како средно тешка, со вкупна должина од околу 8 до 9 километри во еден правец и со континуирано, умерено искачување. Авантурата започна од шарпланинското село Бозовце, сместено во околината на Тетово. Самото возење до селото по тесниот кривулест пат укажуваше дека не очекува ден со голема потрошувачка на адреналин. Уште на самиот почеток на пешачењето, свежиот планински воздух и погледот кон високите врвови совршено не подготвија за она што следуваше. Вгнезден во пазувите на Шарпланина, овој предел, иако потсетува на европските Алпи, сепак има уникатен, див, балкански шарм. Од сите страни по падините се слева вода. Патеката води низ густа, букова и зимзелена шума, цело време следејќи го течението на мала планинска река. Додека чекоревме, со воскит ги наблюдувавме најблиските врвови. Среден камен, масивен карпест врв со падини покриени со густа шума во пониските делови и остри сиви стени нагоре, како и плат, остар врв чии стрмни карпи му го даваат неговиот препознатлив изглед. По околу 2 часа умерено пешачење, пред нас се отвори вистински природен амфитеатар, Долна Лешница. Оваа пространа планинска котлина служи како главна раскрсница, одмаралиште и камп зона за сите авантури во овој дел на Шарпланина. Гледката тука буквално го одзема здивот, па местото беше совршено за нашата прва подолга пауза. Долна Лешница е препознатлива по својата густа, мешана шума, каде што се преплетуваат столетни букови стебла со високи зимзелени елки и борови. Тука сте целосно обкружени со питомо зеленило и смирувачкиот звук на реката, додека над вас моќно се издигаат суровите сиви карпи на шарската недогледија. На ова место се спојуваат неколку водени текови. Тука тече најголемата тетовска река Пена, во која се вливаат малите Лешничка и Кривошијска река. Изобилството од чиста вода ја прави долината исклучително свежа, дури и во најжешките летни денови. Пременувањето на реките се одвива преку мали дрвени мостови, кои навлегуваат длабоко во шумскиот лавиринт. Овој регион е заштитен дел од Националниот парк Шарпланина поради богатата ендемска флора и фауна. Во летниот период тука има и вистинско изобилство од шумски плодови, како што се сладките планински малини, боровинки и диви јагоди. По краткиот одмор продолжуваме кон Кривошијските кади. Откако ја поминавме долината, патеката значително се стесни и започна поостро искачување покрај самата Кривошијска река. Овој дел од теренот бара малку повеќе внимание и стабилни планинарски обувки, но секој направен чекор вреди за тоа што следува. Патеката од Долна Лешница до Кривошијските кади е релативно куса, но динамична и интензивна и ве води подлабоко во планинскиот масив. Оваа делница е вистинско планинарско доживување, бидејќи навлегува директно во недопрената природа на планината. По кратко, но интензивно искачување, пред нас се појавија Кривошијските кади.
Природата тука направила серија од неколку скалести водопади, кои благодарение на моќта на водата и вековната ерозија излабиле совршени кружни басени во Карпите, познати како Джиновски ломци. Само неколку десетици метри погоре, скриен во Карпеста клисура, ве очекува моќниот Кривошијски водопад. Со висина од над 11 метри, водата силно паѓа во кружно излабена Карпеста сала, создавајќи силно ехо и водена магла која пријатно разладува. Стоењето пред овој водопад носи чувство на целосен мир и восхит пред моќта на природата, па затоа сите трпеливо го чекавме својот ред за да го доживееме ова волшебство. Поради специфичното прекршување на светлината и чистотата на водата, кадите зрачат со нестварна зеленкасто сина тиркизна боја. Оние најхрабрите ги искористија овие природни базени за брзо и ледено освежување. Времето на Шарпланина знае да биде навистина непредвидливо. Доколку ве фати дожд кај кадите или за време на враќањето кон селото Бозовце, патеката бара максимална предпазливост. Нас токму тоа ни се случи. Имавме среќа што тоа беше на самиот крај од оваа прекрасна авантура. Се движевме полека и без брзање, за да избегнеме несакани падови и повреди. Па и тоа треба да се доживее. Затоа на планина секогаш важи правилото: се свое со себе си носиш, па дури и мантил за дожд. Сепак, ниту дождот, ниту каливата патека не спречија да уживаме во околината. Водопадите и водените текови кои се слеваа покрај патот, малите езерца во ливадите и прекрасната река придонесоа да не почувствуваме никаков напор и покрај доштливото време. Токму затоа, прошетката до Лешница и Кривошијските кади не е само обичен излет. Тоа е патување кое ќе ве наполни со позитивна енергија и кое долго ќе го паметите.